Стигна Сара, добро е, еве сме во кујната подготвени за она кое што го најавив, а тоа е куглов со лимон и нешто што веројатно е доста освежително за овој пролетен период, нели, кога можеме да се освежиме, како да си го освежиме менито, така и да се освежиме ние. Сара, добро ни дојде малку растрчано, но некако видиме не може да се предвиди сообраќајот во Скопје поточно. Може да претпоставиме дека може да има гужва, но како и да е, еве ни стигна на време, добро ни дојде. Помина извесно време од како не си ни тука, дури се прашував дали си ни заминала некаде, но се уште си тука. Се уште сум тука. Како си, докаде си, како се плановите, што е тоа што е ново кај тебе, секогаш така почнуваме. Да. Добро утро и на тебе, добро утро и на сите гледачи. Баш се радувам што едва стигнав на време и ово утро да гостувам. Како што кажа, се уште сум тука, но уште многу кратко време. Следниот петок веќе летам за Сан Франциско, така сме те фатиле на крај. Баш на крај ме фативте, ама баш се радувам дека може барем уште еднаш да се појавам тука и да сготвиме или да споделам некој рецепт, заради тоа што нема баш да готвиме денеска, заради тоа што рецептот веќе ми е спремен, само ќе ви објаснам како го направив, веќе ми испечен, се е тука, но ќе употребиме оној дел кој што и на тебе многу ти се допаѓа, јас го обожавам, а тоа е декорирање на самиот колач. Така, јас и така те најавив, оние кои што не следат редовно и кои што те следеле и тебе во нашата кујна, а при тоа можеби те следат на социјалните мрежи, знаат дека особено ти е важно декорирањето, но и те бива многу за тоа. И затоа јас уживам кога тоа го правиш и кај нас тука во кујната, па ќе можеме и така да го презентираме. Јас ќе го видиме ние рецептот малку подоцна, а во продолжение се разбира ти ќе ни објасниш како и на кој начин е подготвен кугловот и се разбира што ќе биде оној завршниот или декоративниот дел, од што ќе се состои. Договорено. Да, на кратко ќе го споделам рецептот, но вие ќе го имате и на вашите екрани, така да ќе може да го видите. Да, многу едноставен рецепт, но многу вкусен исто така. Кремата е многу едноставна заради тоа што сигурно сте слушнале сите за лимон колач или за лемон кейк. Да. Така да таа е постапката, само зависи во какво тавче ќе го испечете. Јас си го ставив во она тавче за куглов заради онака да ми изгледа убаво стварно, ама не е толку битно во какво плехче како имате дома, дури може да си ги направите како мали мафини, што ќе можат подоцна и да си се носат или за некој настан да ги понесете. Многу едноставна постапка, како што кажав, но мора да се оди дел по дел, така да први започнуваме со шекерот и кора од лимон. Убаво ги мешаме, подоцна во таа смеса ќе додадеме околу 110, мислам дека 110 грама путер кој ќе биде на собна температура. Кога таа смеса убаво ќе ни се соедини, додаваме брашно, прашок за пециво и сол кој што ќе биде убаво ако можете да го просеете. Во таа смеса после тоа откако убаво ќе изматиме, убаво со жица, додаваме 2 јајца, едно по едно, како што кажав, секоја постапка ја правиме една поред или јајце, па после уште едно јајце и што заборавив да кажам уште? Една лажица зејтин со путера. Да. Сега ќе видиме, имаме ни евиденција тука и ќе го видите, нели се разбира и рецептот за кратко. Значи мислам дека спомена се 120 мл млеко, споменавме. Тие се на крај. Значи тоа додаваме на крај. Исто да, стигнавме до нели брашното, пецивото и солта. Пред крај додаваме нели јајце едно по едно. Јас ставив малце ванила, може да ставите и не мора. Додаваме сок од пола лимон тука пред крај и на крај, како за сам крај, го додаваме млекото. Се убаво мешаме, ќе ви се создаде една убава као пенаста структура. Ја ставате во плехче за печење и убаво ќе ја онака истресете од како се вика, од масата. Да, од работната за цел маса. воздух, онака и убаво ни се изравни и после тоа ја печеме едно 40 до 50 минути на температура од 160 степени. Кога убаво ќе се излади, ќе добиете нешто налик на ова. Да, и нешто што веројатно е особено добродојдено за утринското кафе, можеби во поладневниот одмор, можеби со некој вкусен чај, некако така го замислувам. Исто така, со чај, исто мене многу убава комбинација ми е со бело винце. Да, и тоа е добар предлог што може да се искомбинира за една убава пријатен попладневен момент, еве да речеме, или можеби вечерен. Така е. Сара, јас секогаш велам се восхитувам на млади луѓе кои што имаат и визија и цел во тоа што го прават, се разбира, пред се го имаат талентот и знаењето. Ти си таков пример и она кое што исто е интересно е дека си и на факултетот за нутриционизам и тоа многу пати сме го кажали, паралелно некако и работата и факултетот
се да речеме синхронизираат работите, а кај тебе па и не е проблем тоа да се реализира. Веројатно имаш стимул во твојата работа, што е оно кое што најмногу те мотивира. Никој од нас не е 100% мотивиран во секој период од животот, но веројатно има начин како да човек се мотивира за да може или паралелно да ги прави сите тие работи. Едноставно сметам дека е љубовта, онака треба да имаш желба за да ги постигнеш сите овие работи и навистина да го сакаш тоа што го правиш, а мене некако храната уште од некои мали нозе ми беше онака стварно битна и многу сакав да ја осознавам, многу сакав и да готвам, па така некако гледав да ги скомбинирам двете. Така да сега го правам и тоа што ми исполнува и со многу љубов, па затоа некако мислам дека стигнувам во се. Така е кога се работи со љубов, тоа и се забележува, повели со сега можеби малце ќе ви правам врево у студио, ама ќе видам брзо. Не мора да идам до крај, заради тоа што не сакам да добијам птен густа структура, зашто сакам убаво да си намажам на колачот. Да, на колачот. Јагодите треба да се исчистат, мислам, или така? Јагодите ќе си ги сецнам само, веќе се измиени, изчистени, исто така и боровинките. Сега, за одозгора јас се одлучив дека утро ќе си ставам јаготки, праски, тоа што најдов во маркет, исто така боровинки, зашто боровинка е супер комбинација со лимон. Да. И си понесов уште неколку ливчиња нане, за да го декорираме самиот колач. Одлично. Праската треба да се исече, јас си барам работа. Да, еве, помогни ми тоа молам. Сецни ми неколку ливчиња, а јас, еве, јаготките може исто така да ги пресечеме на пола. Јас ќе почнам со пинцетата, што си ја донесам да си ги наредам боровинките. Да, тоа се вика прецизно или професионално работење, кој што си ја знае работата. Инаку имаш и многу интересна работна кецела или како кујска кецела. Да, кецела. Ќе ја забележиме малку подоцна со различни потписи, веројатно претпоставувам од колеги и пријатели. Од прекрасни колеги на работа, што еве ќе искористам пак приликата да ги поздравам многу. Да, завршив во Мериот после година и некои 7 месеци работа. Прекрасно работно искуство, многу добри пријателства стекнати. Така да стварно си ја понесов кецелава зашто сакав и да ги споменам и многу беше убава зашто не знам дали ќе имам доста прилики да ја носам. А е како што рече испишана со потписи и пораки од вработените таму. И стварно мене ми е онака За спомен. За спомен, да, и некако стварно се чувствуваш прекрасно кога ќе запознаеш такви луѓе и пријатели. Јас дали ги сакав добро? Супер. Според твојата замисла? Таман се. Може јаготките само да ми ги исечеш на пола, доколку сакаш. Јас ќе си нацецкам овде. Ете така. Тимска работа. Сара тебе како ти е подобро работиш тимски или работиш сама и никој да не ти смета? Знаеш што, многу сакам да работам во тим, но уште се вежбам така како се работи во тим. Сега во Америка добив работа. Не знам дали ти спомнав претходниот пат дека ми дадоа позиција шеф де парти. Не. Тоа е позиција во која што имаш своја секција во којна и имаш одреден тим кој што треба да го водиш. Така. И сега баш вчера си размислував за тоа дека ќе ми биде мал предизвик, но едва и чекам. Едноставно се созрева и во тоа, но јас стварно се радувам да видам што значи стварно да имаш тим со кој ќе работиш, но исто така тим кој што ти ќе треба да го водиш и зависи од тебе. Некако така да кажам. Да, значи тим лидер. Тим лидер, баш. Тим лидер во кујната, веќе имаш доволно искуство да го направиш тоа, иако си млада. Јас ти посакувам успех навистина во Америка. Задоволство ми е што успеавме да те имаме во Тимска на тему во нашата кујна непосредно пред твоето одење таму. Се надевам нема да останеш и ќе ни се вратиш со уште поголемо искуство, но како и да е си што е твоја желба да ти се исполни и да бидеш се успешна во оваа работа. Ти благодарам. Имаме еден прекрасен куглов од лимон, го погледнавте и рецептот, доколку сакате можете да си го направите и да уживате. Одлична гледка во која што пред се уживаме, а подосна веруваме во вкусот. Сара, ти благодарам.
Тука завршуваме со кујната и започнуваме со ново издание на Да си кажеме, исто полно студио, повеќе теми и гости заедно со колегата Горан Петрски. Останете на Телма.